После 10 дена од прилика одење кон базниот камп, стигнавме до местото на базниот камп и всушност за прв пат го видовме Еверест. Преку овие фотографии не сум сигурен дека би можел да ви ја доловам атмосферата и како изгледа сето тоа. Ова е врвот на Еверест, ова е Нупце, во позадина е Лоце и западниот гребен Еверест. И ова е делот кај што се наоѓа базниот камп. Базниот камп е на височина од 5300 метри надморска височина, е лоциран во Кумбо Ајсфол и тоа е еден ајсфол глечер, замрзнат глечер кој што се движи со брзина од 1 метар дневно. И всушност и нашите шатори се поставени всушност на еден подвижен глечер и многу често и додека сте во шаторот осеќате крцкање и раздвижување. И ова е дел од така наречената пуџа церемонија, која што шерпасите ја прават пред да се влезе во Ајсфол, бидејќи тоа е еден религиозен обичај со кој што се бара милост за преживување на таа експедиција, бидејќи ни еден шерпас не влегува во Ајсфол без ова церемонија. За жал, минатата година и прек минатата година никој не се искачи на Еверест. 2014 имаше една лавина која што ги затрупа 16 шерпаси кои што го правеа патот низ Ајсфол и никој не се искачи по тоа. А знаете, минатата година беше големиот земјотрес кој што исто направи еден дизастер, туку и многу луѓе загинаа во Ајсфол. Ова е нашата експедиција од Adventure Consultants и сигурно ќе ги запаметите овие физиономии, на крај ќе ви ги покажам како изгледа дел од тие физиономии. Неколку од присутниве имавме среќа да успееме на нова експедиција. И конечно започнува аклиматизацијата на искачување преку Ајсфол. Овие скалила ги спремаат една групација на шерпа доктори ги викаат, кои што неверојатно добро го познават овој Ајсфол и знаат точно каде секоја година ги постават на различни места во зависност од конфигурација на теренот и ова е најризичниот дел всушност технички од искачувањето на Еверест, бидејќи проаѓате покрај големи парчиња од мраз кои што се нестабилни, а имаат големина колку на зградава кај што се наоѓаме понекогаш и додека се движите покрај нив, го осеќате крцкањето на ледот и движењето. И тоа всушност ја потврдува концептот на имперманенс, непостојаноста, бидејќи еден од основните принципи во животот е непостојаноста. Колку порано во животот ќе се свати принципот на имперманенс, толку посрекни се луѓето по натамошниот дел од животот, бидејќи непостојаноста е еден од фундаменталните принципи во животот, кој што ви отвара многу хоризонти и ви ја прави вашата мисла стабилна. Преку проаѓањето имаше доста ризични делови, тие што го гледале Еверест беше многу добро прикажано, како изгледа проаѓањето на вакви креваси, кај што понекогаш при движењето, додека проаѓате, скалилата се движат 1-2 метри лево, неколку метри десно, а под вас има стотици метри длабоки пукнатини и шерпасите викаат ако паднете во пукнатина ќе излезете во USA. Толку се длабоки тие пукнатини, навистина имаше неколку инциденти во нашата експедиција, на враќање неколку двајца шерпаси паднаа, 30 на метри беа заглавени и на крај останаа бидејќи ранците големи беа на нив и ги задржаа овие пукнатини, беа евакуирани. Меѓутоа, ова е еден од најризичните делови на искачувањето преку непалската страна и друг аспект е дека има нон-стоп лавини. Додека се движите, десетици лавини паѓаат, меѓутоа за среќа и на нас тогаш, меѓутоа и глобално, поставеноста на Ајсфолот е таква да треба да е многу голема лавина, за жал како што се случи во изминатите 2 години да направи големи проблеми. И еве како изгледа ако се одруни еден мал дел од мразот на западниот гребен, го преплавува целиот Ајсфол. Кога паѓа ова лавина, сите што се во Ајсфолот се фактички покриени со снег и со дебри од камења и се субјекти на многу ризична состојба. Конечно, ова е кампот 1 на 6100 метри надморска височина и гледате како изгледа природата од овој дел. Понатаму се оди до кампот 2 и тоа беше
аклиматизација, качување горе, симнување долу. Значи прв пат го поминавме C1, се симнав во базниот камп. Неколку денови одмори, искачување на локалните, врвчиња околу базниот камп, повторно во базниот камп 2 и конечно дојдовме до Лоце Фейс. Лоце Фейс е кампот 3 и тој се наоѓа на падината на Лоце, планината од 8500 метри надморска височина и е еден од предизвикувачките технички аспекти на самата аклиматизација, бидејќи е замрзнат, мраз и кога одите со дерезите, помалку од неколку милиметри навлегуваат во тој мраз, а е доста стрмен делот. Ради илустрација, ако се фокусирате на овој дел овде, кај што се искачуваат, значи, ќе приметите, кога ќе дојде поблиску камерата, зумирана, во реалност се работи за многу стрмен дел. Значи, ова е многу стрмен дел, оддалеку не може да се оцени, меѓутоа е многу важно дека на Лоце, всушност, кога ќе дојдеме до кампот 3, всушност влегуваме во Dead Zone. Dead Zone се рачуна некаде над 7500-600 метри надморска височина и ако може да приметите, шаторите се врзани со јажиња, бидејќи има многу јаки ветришта и шерпасите од многу убедувања не преспиваат во кампот 3 или се семнуваат во кампот 2 или во кампот 4, што за нас е многу голем напор и ние всушност преспиваме. И јас сеќам дека првото преспивање беше во кампот 3 и првата употреба на кислород. Јас пробав да првото преспивање, значи првата рунда на аклиматизација да ја поминам без кислород за да се аклиматизирам подобро, меѓутоа после 2 часа и после многу јака главоболка почнав да земам кислород и тоа беше при првото искачување. Второто искачување всушност е кога е Summit Push, значи веќе бевме повеќе од месец дена и веќе дојдовме до Summit Push, кој што означува веќе аклиматизација и престој всушност во Dead Zone. Ова е моментот кога се употребува кислород и ова е моментот кога дојдовме до кампот 4, кој што се наоѓа некаде на 8000 метри без 50. Значи тоа е еден од највисоките кампови во светот. Нема многу, ако може да се види дека нема многу снег, бидејќи има многу јак ветер и ова е погледот од нашиот шатор. Во овој шатор бевме тројца со Анг Дорџе и уште еден алпинист од Англија. И ова е погледот на врвот на Еверест. Ова е моментот кога на вистина ви се отварат нови перспективи. Нови перспективи за достигнување на одредени цели. Бидејќи поставувањето на цел во животот е исклучително важна, меѓутоа и сонувањето за некоја цел е многу важна работа. Бидејќи сонувањето и посветеноста се неверојатна комбинација. Тоа значи дека ако нешто сонувате и сакате во животот да го постигнете, и ако сте посветени на тоа, сигурно е дека ќе успеете. Како што каже Лоренс од Арабија, сите луѓе сонуваат. Меѓутоа најопасни се луѓето што сонуваат со отворени очи, на дневна светлина, бидејќи тие луѓе ги остваруваат своите соништа. И затоа е многу важно, без разлика, дали имате мали или големи соништа. Бидејќи има луѓе што имаат мали соништа, има луѓе што имаат големи соништа. Има некои студенти сонуваат за Колумбија, некои сонуваат за Харвард, некои сонуваат да си завршат и на нашите универзитети, па да градат кариера понатаму. Меѓутоа, како и да е во животот, многу е важно да сонувате. Бидејќи најубавите нешто во животот се случуваат кога сонувате со отворени очи. Бидејќи тогаш ги реализирате вашите желби во животот и цели. На 18 мај конечно тргнавме од кампот 4 до врвот, значи тоа така наречениот Summit Push од C4 и тргнавме во 21:30 и може да приметите дека е во комплетен мрак движењето. Тоа е момент кај кој што сите бевме максимално истоштени, iscrpени, бидејќи веќе се наоѓавме на крајот помеѓу
балансот што треба да постои при влегување во така наречената катаболна фаза на разграда на мускулната маса на организмот, од една страна, а од друга страна добрата аклиматизација со згустена крв, со многу нови црвени крвни зрнца и добра аклиматизација. И тука тој баланс е многу важен. Како што и во животот, балансот е суштината. Тоа значи, ако тргнете многу порано, нема да успеете бидејќи не сте добро аклиматизирани. Ако тргнете покасно, веќе сте во катаболна фаза, и тоа се случи во Еверест на еден од докторите што на крај не успеа, меѓутоа преживеа беквотерс, кој што преживеа меѓутоа со многу големи повреди, со тешки смрзнотини, бидејќи тој веќе беше влезен во катаболната фаза и беше истоштен уште некаде на почетокот ново искачува. Меѓутоа, што е важно во овој дел? Ово беше 21:30 и кога тргнавме, после половина час, Јунгбу Шерпа, што беше пред мене, тој беше лично задолжен, веќе бевме останати на крај четворица од нашата експедиција и сите имавме по еден Шерпа кој што беше за нас одговорен и тоа укажува на сериозноста на ова движење. Меѓутоа, само што тргнавме после половина час, Јунгбу падна на колена и почна да повраќа. И сите застанавме и чекавме што ќе се случи. Приди Јанг Дорџи и целата група на искусни шерпаси и го чекавме Јунгбу едно 10 минути, меѓутоа тој се исправи и продолживме. Колку е важна издржливоста во одредени моменти. Тоа значи секој од нас може да падне на колена во одредена фаза во животот. Меѓутоа е многу важно кој ќе стане и ќе продолжи. Човек што не паднал на колена во животот, никогаш нема да стигне на целта што ја посакува да стигне. Бидејќи тие моменти го челичаат карактерот и одредуваат нашата судбина преку искрената мотивација што би требало да имаме.